Добар ден, почитувани, започува уште една нова телма амбуланта. Денеска ќе зборуваме за болестите на срцето и крвните садови, поточно за вградувањето стентови, многу мали цевчиња кои што го менуваат животот и здравието. Предизвика вистинска револуција во лекувањето на коронарните болести. Зошто коронарната болест се нарекува подмолна болест? Кои пациенти со оваа диагноза се кандидати за стентирање? Овие прашања ќе ги упатиме на денешниот гостин, доцент доктор Оливер Бушлетич, интервентен кардиолог од Универзитетската клиника за кардиологија. По блокот реклами стартува разговорот во студиото. Останете на телма. Што е тоа коронарен стент и како се вградува, ќе ни објасни доцент доктор Оливер Бушлетич, интервентен кардиолог во Универзитетската клиника за кардиологија во Скопје. Докторе, добре дојдовте во студиото на Телма. Добар ден. Добар ден, добро ве најдов. Успешна емисија, посакувам и контакт со пациентите и со гледачите ваши. Така, во дел од емисијата денеска ќе имаме и контактен сегмент при крајот на емисијата, за да имаме простор најнапред да објасниме што е всушност тоа стент. Нешто што вие кардиолозите го потребувате за да ги одблокирате оние патишта крвни кои што се затворени. Па што ги блокира, докторе, крвните патишта? Коронарната артериска болест или болест на крвните садови кои го хранат срцевиот мускул е една од главните причини за смртност веќе десетина години, а се предвидува и дека и во следните десетина години ќе биде водечка причина за смртност. Има во основа на тој процес, на тоа стеснување на тие коронарни или срцеви артерии, е атеросклерозата. Атеросклерозата е нешто што започнува многу рано. Ние мислиме дека тоа е болест на некоја напредната возраст на 60, 70 или 80 години. Меѓутоа, првите знаци за атеросклероза започнуваат негде околу 20-та година и затоа превенцијата, успорувањето на атеросклерозата треба да започне многу рано. Она што медицината го знае како ризик фактор, тоа е високиот нерегулиран крвен притисок, тоа е шеќерната болест, дислепидемијата, односно високите вредности на лошиот холестерол и триглицеридите, пушењето, и тоа се како водечки причини, а има и повеќе како што е физичката неактивност, стресот за кој сите зборуваме, а не можеме да го измериме, а сигурно дека делува негативно на појава и прогресија, развој на атеросклерозата. Стручните лица велат дека возраста на човекот всушност може да се процени врз основа на состојбата на неговите крвни садови, односно дали се тие чисти или пак имаат плаки на нив. Да, едно е возраст што имаме во нашата лична карта, а друго е она што се нарекува биолошка возраст, или стари сме колку што се стари нашите крвни садови, па знаеме за некој што има 80 години да кажеме дека делува младолико, а за некој што има 50 години дека делува многу остарено. И тоа е најчесто поврзано со постоење на тие хронични кардиоваскуларни ризик фактори, кои за жал многу бргу и пред време ги остаруваат крвните садови. Значи, ке млади луѓе би можело да има повеќе плаки во крвните садови отколку кај некој возрасен 70-80 годишен човек? Да, за жал тоа го гледаме. Веќе имаме значајна напредната атеросклероза кај помлада популација. И тоа е нешто што и оваа емисија има за цел дека мора да се започне и сите да мислиме на превенција на таа коронарна артериска болест, на атеросклерозата, што порано и што поинтензивно да ги регулираме сите ризик фактори. А докторе, дали сепак во на одредена возраст, во одреден период од животот, ќе ја добиеме оваа болест, односно ќе добиеме плаки на крвните садови? Во староста, да речеме. Дали сите лица во старост имаат? Рана коронарна артериска болест по дефиниција, стручна, е пред 55-та година за мажи, пред 60-та за жени, така да веројатно се смета дека после 60-та година веќе сите имаме одреден степен на атеросклероза. Уметноста е, целта е, тоа да се јави колку можно подоцна и прогресијата, значи стеснувањето на крвните садови да биде колку што е можно
поспоро и да го одложиме стварно за некоја одмината возраст. Колкаво треба да биде стеснувањето на крвните садови за да сметате дека е спорно? Дека треба да се направи некаква интервенција? Над 50% веќе се смета за значајно, кога луменот на крвниот сад е стеснет за 50%, а интервенциите обично се над 70, односно 80%, веќе тоа е стеснување кое нарушува исхраната на тој дел од срцевиот мускул и бара интервенција. Каква интервенција зависи од колку е долго тоа стеснување, каде се наоѓа, на колку крвни садови, така да понатаму е, проценката е потребно еден целосен наод на состојбата. А како ја диагностицирате оваа промена на крвните садови? Може ли со некој ехо да видите стеснување или пак се бара некоја поинвазивна процедура за диагностика? Нашата диагностика и по правило започнува со едноставно ЕКГ во мирување, лежиме, правиме електрокардиограм. Тоа е онаа лента на која се исцртува, тоа што го гледаме, се исцртува електричната активност на срцето. И врз основа на ова можете да забележите дали има проблем? Врз основа на ова веќе може да се точно диагностицираат некои состојби. Понатаму следно е коронарниот стрес тест. Ако имаме сомнение, пациентот кажува дека при напор, кога ќе излезе на ладно, има стегање, тежина, печење во градите или долна вилица или во предел на желудник, така да симптоми кои укажуваат на можна коронарна артериска болест, така да следно е стрес тестот, тоа е одење на лента или точак, каде што ние пациентот го ставаме на напор и провоцираме промени на ЕКГ-то, понатаму класичната ехокардиографија, каде што со ултразвук гледаме големина на срце, гледаме подвижност на срцевиот мускул, дали некои делови се движат подобро, а некои делови полошо, што индиректно ќе ни покаже дека тој дел од срцето не се храни добро, дека има некаков проблем. Има уште неколку испитувања и на крај, она што е дефинитивната диагноза е класичната коронарографија, како веќе една инвазивна процедура. Навлегувате директно во крвните садови? Да, кај класичната коронарографија фактички влегуваме со катетер, тоа е една долга цевка, дали спреку артерија на раката или преку ногата, доаѓаме до самиот почеток на коронарната артерија, вбризгуваме контраст и на тој начин целиот лумен на артеријата го визуализираме под рентген апарат, тоа се рентген зраци и точно се гледа артеријата од почеток до крај со сите гранки и точно се гледа дали има стеснување, колку се и колкав процент е стеснето. Доколку забележите стеснување, кој пациент го сметате за кандидат за стентирање? Дали секое стеснување го третирате со стент? Не, има одредени правила, дали таа болест е симптоматска, дали пациентот има тегоби, колкав процент е тоа стеснување. Ако прави сериозно нарушување на исхраната на дел од срцевиот мускул, тие стеснувања веќе 30 години наназад успешно се решаваат со балон дилатација, кај што ќе се расшири местото, а сега веќе овие скоро 30 години со поставување на стент. Докторе, што е тоа стент? Да, тоа е веќе сите го зборуваат, сите го знаат, сите имаат дали во семејството, во околината некој што познаваме сите ние некој што има стент, еве може да ни прикажете. Се обидов и да донесам. Тоа е една мрежесто цевче кое е од многу фини нишки направено, кое има за цел да се расшири во крвниот сад, да го расшири тоа место и да го држи отворено за да крвта нормално поминува низ тој дел од артеријата. Стентот е толку фин, не знам, веројатно ни камерата не може да го евидентира, тоа е на вистина многу мало. Да, ако малце го стиснам, тоа се па ние викаме како федерче од пенкало, нели? Да, најблиску по опис е тоа. Стентовите се сега веќе со исклучително тенки нишки. Веќе ова е висока технологија на изработка, каде што се тие обложени со посебни лекови. Има различни димензии. Некако најчесто употребувана димензија е 3 до 3,5 милиметри, значи милиметри диаметар.
и должина негде 15, 20 до 30 мм се најчесто употребувани стентови. Има веќе различни, за различен дел од артерија, дали тука излегува и друга гранка, па да не се затвори таа гранка. Значи, тоа е веќе едно... интервентниот кардиолог прави проценка всушност каков стент треба да биде вграден, со која димензија, а од каков материјал е направен? Дали се сите направени од ист материјал? Во основа е челик, односно легура на титаниум и се обложени со различни лекови. Пак ќе кажам, зависно од потребата, што сакаме да постигнеме, каде треба да го ставиме стентот, се избира и соодветен стент. Еве имаме и некои фотографии кои што илустрираат всушност каква е улогата на стентот во крвниот сад, кој што претходно бил затворен, односно делумно блокиран, а може би целосно, ако не се лажам. Ова жолто што го гледаме над стентот, тоа е таа атеросклероза. Тоа е тој атеросклеротичен материјал кој се таложи во тек на години и постепено како се таложи го стеснува тој дел од артеријата. Целта на стентот е да го расшири тоа место, тој материјал едноставно да го притисне во зидот, како што гледаме на сликата. Ова е самото поставување на стентот. Стентот се наоѓа на еден балон, кога ќе се напумпа балонот, стентот се отвара, потоа балонот ќе го издишиме, ќе го извлечеме и стентот останува трајно во тој дел од артеријата. И го возможува нормалниот проток на крвта. Сега кога ќе се извади балонот, веќе гледате дека луменот е целосно ист, протокот на крвта е ист и имаме човек, жена која може да функционира целосно и со сите желби и можности што ги има и што сочинува еден убав живот. Да си го врати квалитетот на животот и здравието. Ама да не заборави дека го има ова. Стентот. Тоа значи промена на животните навики и дисциплиниран живот. Но пред да преминеме на тоа што значи живот со стент, би сакала да ве запрашам во однос на лековите кои што понекогаш може да се вградени, ако не се лажам, во стентот. Значи има стентови кои што испуштаат лекови. Така. Какви се тие лекови и кому ги препорачувате тие стентови? Првата генерација на стентови, тоа беше една револуција во кардиологијата во 90-тите години и тогаш почна се повеќе да се применува. Меѓутоа се појави проблем да едноставно организмот реагира на овој стент. Како на туѓо тело? Да. Настане внатре разраснување на клетки, на ткиво и да се јави повторно стеснување во самиот стент. И тука, науката се ангажираше како да се спречи артеријата да реагира на стентот. И негде 2000-та, тогаш бев и во Италија, во болница која ги испитуваше тие стентови, на специализација почна да се испитуваат стентови кои доаѓаат обложени со лек. Тоа е лек кој треба да ја спречи таа реакција, да спречи разраснување на ткиво и на тој начин, ако порано кај 20 до 30% од стентовите имавме стеснување повторно, сега веќе тоа стеснување е реално под 10%, зборувам и кај најсложените пациенти, кај најсложените процедури. Може ли кај некои луѓе да се јави реакција на поставувањето на стентот? Организмот да сака да го отфрли понатаму и покрај лековите што се вградени? Да, за тоа е многу битна техниката на поставување на стентот. Има неколку правила кои операторот мора да внимава, затоа што после интервенција, особено во првите 30 дена, а потоа и во првата година, доколку стентот не е соодветно поставен, доколку пациентот не ја зима редовно препорачаната терапија, може да настане згручување на крвта и тоа е фактички инфаркт, срцев удар. Тоа е таа стент тромбоза. И ако стентот не е добро поставен, ако не е соодветна терапија применета, може повторно да настане стеснување во самиот стент. Така да има неколку правила кои за време на интервенција мора да се почитуваат и операторот мора да ги направи. Може да вградите неколку стента истовремено? Па сега, читајќи баш за емисијава некоја статистика, видов дека во Гинисовата книга на рекорди, рекорд е со 34 стента има пациент. Истовремено? Вкупно. Ставно, да. Што е... Неверојатна бројка. Да, бројката е стварно...
Имам пациенти со 5, со 6, со 7 стента. Може да се стави повторно во самиот стент, ако се јави повторно стеснување, да се стави нов стент, така да можностите се скоро веќе неограничени. Техниката на поставување оди напред, така да и порано некои места каде што не стававме стентови, пациентите одеа на байпас хирургија, денеска веќе не ни помислуваме да ги пратиме на байпас операција. Значи, стентирањето е многу подобра опција во споредба со байпас операциите? Поедноставна, помалку агресивна, пациентот побрзо се опоравува, нема отварање на граден кош, нема ризик на анестезија и многу други работи, така да ние веќе, ако во 12 часот го стентираме пациентот, во 6, во 7 вечерта оди и дома. Толку брзо? Да, веќе колку трае самиот зафат? Еве, колку време е потребно да поставите еден стент? Па, кога ќе кажеме, ова е лесно за 20 минути ќе го завршиме, по правило остануваме 2 и 3 часа. Значи, процедурата може да трае многу долго. Реално работиме на срце кое работи, нели, тоа е beating heart, срце кое пулсира, кое нели е активно и тоа е внимателноста за да не застане срцето, да не се направат некои компликации. Така да, обично процедурата е со коронарографија, со се негде до 1 час во просек, може би и помалце, меѓутоа имало процедури кај што сме останували и многу повеќе. Сега, значи, споминавте дека релативно кратко трае целиот процес, но опоравувањето? За 6 часа оди дома. За 6 часа? Да. Толку е? Не се бара некој посебен режим на однесување во следните денови? Ако сме задоволни од крајниот исход на процедурата, ако локално каде што сме боцкале артеријата имаме уреден наод да не крвари местото, реално после 6 до 7 часа веќе... Како што споменавте, тенденција, го спуштате пациентот. Тенденција во светот е веќе ова да бидат, да кажам, дневни процедури или амбулантски процедури, пациентот дури да не биде класично примен во болница, туку да биде во некоја дневна болница, така да и во тоа е предноста, големината и совршеноста на овој стент. На овој малецот на вистина стент кој што го менува и здравјето и животот и предизвика огромна револуција во лекувањето на коронарните болести. Но, докторе, ставате ли никаква анестезија? Се случува ли пациентите да испаничат со оглед на тоа дека сепак влегувате во крвни садови, се приближувате во близина на срцето? Сигурно дека процедурата е, сите и различно реагираме, меѓутоа е сепак стрес, сепак има одредена болка, можеби само додека ја пунктираме артеријата. Иначе крвните садови внатре немаат нервни завршетоци, така да пациентот не може ништо да чувствува. Може тој момент кога го отвараме балонот, кога ќе ја прекинеме циркулацијата во дел од срцето, пациентот реално да осети болка. И сега пациентот нормално е човечки, гледа во салата има барем 4 со маски, гледа апаратури, монитори кои светкаат, се следи притисок, се следи ЕКГ, има по 2 слики од тоа што го сликаме рентген апаратот. Така да стресот е голем. Зависно некоја премедикација 5-10 милиграми диазепам. Значи седативно средство за смирување. Меѓутоа е така, на почетокот еден убав разговор со пациентот е доволен седатив да се смири и да поднесе. Па имаме дури толку, завршивте? Да, неочекувано брзо, да. Демек толку е. А како одлучувате каде ќе влизате? Дали преку артеријата на раката, на подлактицата или пак на препонот? Обично сега, да не кажам повеќе од 99% од процедурите се преку едната или другата артерија. Ако има било каков проблем, ја имаме и другата рака за интервенција. Ретко кај некои захтевни процедури одиме преку нога. Ризикот за оштетување на крвни садови, за сериозни крварења, што сме ги имале кога сме работеле преку нога, преку рака е скоро и да нема. И потоа треба, предпоставам, некаква компресија? Да, тоа е лесна компресија, тука неколку часа, и пациентот дома ќе го извади или пред одење ние го вадиме фластерот и тоа е... Доктора, има некаков ризик за инфекции?
Ве прашуваат ли такви работи пациентите? Па добро, тоа е интервентна процедура која бара да работиме во стерилни услови. Значи, почнувајќи од местото каде што се подготвува целиот материјал што го користиме, до подготовка, нели, наше облекување, подготовка ракавици стерилни. Нели, тоа е нешто што ќе влезе директно во срце и морат сите тие правила на стерилност да бидат сочувани. А имаат ли овие стентови рок на траење? Треба ли да се заменат по известно време? Не, нема веќе. Овие се реално ќе не надживеат, затоа што е сепак легура на челик, е титаниум, нитинол, тоа е посебна легура. Тие се, да не кажам скоро вечни. Ке ги поканиме и гледачите, докторе, од овој момент да се вклучат во денешната телма амбуланта. Телефонскиот број, почитувани, ќе биде испишан на екранот. Доцент доктор Оливер Бушлетич, интервентен кардиолог од Универзитетската клиника за кардиологија во Скопје, е гостин во студиото на телма. Тој ќе даде појаснување на сите ваши, но и бројните наши дилеми на оваа тема на која што зборуваме, стентирање кај болестите на срцето и крвните садови. Се употребуваат ли, докторе, стентови кога пациентот ќе има инфаркт? Да, најголемиот бенефит, најголемата успех и ефикасност на стентирањето е баш кај пациентите со акутен инфаркт, затоа што веќе со оваа метода смртноста од акутниот инфаркт е намалена, болничката негде веќе е 1-2-3% изнесува. Така да, тоа е целта, затоа и се прават тие мрежи на интервентни центри, на ангиосали, кои работат 24 часа, нели 7 дена во неделата, да секој пациент што е со акутен инфаркт, колку што е можно, биде побрзо сработен, таа инфарктна артерија која се затворила, да се отвори и да се стави стент за да остане отворена. Така да, најголемиот ефект од оваа метода е кај пациентите со акутен инфаркт. А дали овие стентови може да се вградат и на други делови на телото? Да. Ова е фактички решение за стеснување на крвните садови. Воопшто во секој дел од телото? Да, најчесто е кај коронарната болест, бидејќи тие крвни садови се со помал диаметар изложени најголем дел на оптоварување. Иначе стотици случаи се работат на клиниката годишно на стеснување на крвните садови на вратот. Тоа се каротидните артерии. Тие стеснувања, како што овие стеснувања на срцето прават срцев удар, овие стеснувања прават мозочен удар, така да многу успешно ги стентираме. Тоа се веќе стентови кои се поголеми од овие. Ако ово е 3-3,5 мм, тие се 8, 9, 10 мм диаметар, затоа што и крвните садови на вратот се поголеми. А следни по честота се крвните садови на нозете, на надколеница, а веќе и на подколеница. И тоа е нешто што спасува пациенти, ги спасува од ампутација. Но и во други области на медицината наоѓа да примена, да речеме, кај жолчното кесе, кај каналите, кај побрезите, но малце поинаку, да. Не се вградуваат на кардиологија, но наоѓаат широка примена. Да, колегите гастроинтервентните го работат. Меѓутоа, тоа е веќе во крвен сад, кај што нема крв, кај што нема ризик од прскање на крвниот сад, од раскинување, од тромбоза, нели? Тука е всушност главниот предизвик, каде што областа за која што денеска зборуваме. Тоа е реално ризикот од овие процедури. Имаме двајца гледачи кои што очекуваат вклучување во денешната телма амбуланта. Добар ден за првиот од нив. Ало? Ве слушаме во програма, сте повелете. Добар ден, поздрав до емисијата, до докторот. Благодарам. Едно прашање. Има повеќе од 6 месеци, кога на месец и пол добивам тахикардија. И тоа ноќе во кај 1-2 сатот ноќе на полноќ. И тогаш пијам конкор од 2,5 милиграма и диазепам од 5 милиграма. И по 2 сати ќе ми се смири тахикардијата. А сега отидов во неделата имав тахикардија така ноќе и ноќеска имав тахикардија. Самајле отидов на Така беште на лекар и што ви рекла? Направив ЕКГ, ЕКГ-то беше се во ред. Аха, добро. Пијам конкор стално
Така, си ја земате редовно терапијата, но и покрај тоа чувствувате тахикарди, па ви интересира... Сега, дали од што може да биде тахикардијата Така. и какви прегледи треба да направам за да се открие аномалијата. Што стои за овој проблем? А и уште нешто, на десната каротида имам запушување од 50,5%. Аха, добро. Што би препорачал докторот? Така, што би ви препорачал. Ви благодарам за вклучувањето. Повелете, докторе. Во однос на тахикардијата, многу е важно да се види кој тип е, каква е, затоа што има различни типови, различно се лекуваат. Би било добро да се стави еден холтер за ритам. Тоа е апарат што ќе го носите 24 часа, ќе го слика, ќе го следи вашето срце и ако се фати, нели, ако дента има тахикардија, точно да се види каков тип е, за да знаеме како понатаму да се лекува. Во однос на стеснувањето на каротидната артерија, веројатно е направен доплер, ехо преглед и на тој начин е видено стеснувањето. Многу се важни брзините, како е на проток на местото на стеснување и евентуално да се направи еден компјутер на мозок да се види дали тоа стеснување до сега направило некакви промени во мозокот, некои мали мозочни удари, нели, секвели ги викаме последици од нешто. И тоа ќе одлучи дали тоа стеснување воопшто треба да се интервенира или не. Меѓутоа, во секој случај треба да земете аспирин и треба да пиете високи дози на лекови кои ќе ги намалат маснотиите. И за крвниот притисок, зависно колку е. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Кој е вашето прашање во денешната Телма амбуланта? Јас имам прашање до докторот. Докторе, јас имам проблеми нешто со срцето исто како и претходната гледачка со такикардија. Имам правена коронографија пред 4 години. На срцето не ми не доа никакви садови запушени, а имам проблем со каротидите и двете, и лева и десна. Од 30 до 40% имам стеснување, а пиев апчиње за циркулација аспирин и клопидогрел. Меѓутоа, клопидогрелот ми го прекинаа, почна само аспирин и него ми го прекинаа, пошто многу имам модринчи по снагата и подкожно крварење по раците. И сега пред 2 месеца докторот интернист ми ги прекина, вика, прекини ги и сакам да знам дали сметат модринците, пием витаминци, обавезно со нив и пак исто ми излеват. И затоа сакам да ми кажете дали треба да ги продолжам или не. Добро. И пием за срцето би престao од 5. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Што би советувале во овој случај? Да, аспиринот може да е причина за тие модрици и се. Сега е проценка, нели, бенефитот и ризикот. Колегата што ја гледал веројатно направил проценка дека ризикот од крварење е поголем, па затоа го прекинал аспиринот. Треба да се види, убаво да се направат анализи на крвта и тогаш да се одлучи дали би можело да се земат некои од тие лекови кои се антитромботична терапија, како што е клопидогрелот, како што е аспиринот. Значи, убава анализа на крвта и повторно консултација со интернистот или со кардиологот. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Вака, познато ми се добро за стентирањето, пошто 2008 година имам 2 стента. Лани во Гостивар имаше, добив дома инфаркт, добив самајлината. Сабота беше самајл. Сега брза помош не дојде, тие горе било како се стави до потио Гостивар, ека ги ми направи, вика немаш проблем, като со ова ека ги до Маврово можеш да трчаш. Тоа беше саботата самајл. Во вторникот попладне, на интерно опет се отидов, ми взела ензими за срцето, тие беа сите покачени, а тропонините беа скоро 9200. Сега тоа доктор знае колку е. И подхитно ме пратија за тето, ми ставија уште еден стент. И сега прашањето ми е, сакам, сега пијам бисопролол од 6,25 и воксин од 2 мг за притисокот. Пошто имам проблем со кичмата, со кукот, дали можам да одам на
бања. Аха, тоа ви е прашањето, дали со оваа состојба можете да одите на бања. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Каков е советот? Поминато долго време од стентирањето и од второто, апсолутно може со цела терапија, со тоа што треба да се види една проценка, сигурно физијатрите, физиотерапевтите ќе бараат, како е состојбата на срцевиот мускул, дали тоа срце е проширено, ослабнато, за да знаат и кој тип на физикална терапија би правеле. Меѓутоа, стентот сам по себе не е контраиндикација, не. Ќе му дадеме предност на следниот гледач, пред да преминеме на следните прашања предвидени за денеска. Добар ден. Ало? Повелете, во програма сте. Ало, добар ден, открија повака се јавуваме. Така, повелете. Пред една година на работно место ми се слоши. Значи ми се слоши, повика брза помош, 3 ЕКГ. Тај што е... Така ви направија, значи докторот, ЕКГ? Да, 3 ЕКГ, вика не, за Скопје вика кардиологија. Со болничко возило отидов во Скопје, таму ме задржа 8 дена, така нешто беше. Меѓутоа сака после 4-тиот ден да ми направат тој коронографија, како се вика. Коронографија, така? Коронографија, Ви ставија стент? Еден млад доктор беше таму. Така? Викам, ја не бе, викам, тоа не сака, викам, бушење на вена, неќем. Дојде една, дали е професорка, докторка една, после 5-тиот ден, 6-тиот ден, вика, ќе те држим тука 3 месеци, додека не ти направиме тоа, вика, нема да те пуштиме. 3 месеци жешко. И се одлучивте ли? Си велите, дај да не седам тука 3 месеца да направам коронографија? Не, подпишав една изјава дека не сакам. А подпишавте изјава? Морам да подпишам друга, отидов таму и му викам, нема, викам, јас за вредување стент. Отидов, подпишав друга дека ќе правам стенографија, направивме се и негативно се, немаше никакво запишување на крвните садови. И доаѓа она утре да сабали и му викам, доктор, ја ви кажам дека немам такви запишувања, нешто друго е било што ми се слоша таму на работа. Меѓутоа, што рече, тачно вика, немаш вика ништо вика. Така, излегло дека нема ништо, но... Не, ми препиша лекови. Аха, сега примате терапија при... Тамо, за срцето, тија, како да ги кажам, као крстиња, па 3 да пијам од сабајле. Добар ли сте сега? Тамо, 2 половинки попладне, една половинка вечер, така нешто беше. И тоа, таа терапија го пијам. Меѓутоа, тогаш, значи, година и пол има, не сум уопште почувствувал некакви болки или некакви... Така, од тогаш сте добар. Не сте погрешиле што сте прифатиле. Ви благодарам за вклучувањето. Важно е дека сега се знае каква е состојбата, се знае во кој правец ќе оди лекувањето. Сега понатаму може да се бара дали е тоа воспаление на срцевата кеса која дала тегоби, меѓутоа, нели, се знае дека оваа состојба е добра. Така, и тоа е златен стандард всушност за утврдување на одредени состојби. Тоа е метода која има најголема специфичност и сензитивност. Значи, точно открива и тој наод е... Значи, не треба пациентите да се плашат кога има потреба за тоа, не треба да подпишуваат и во таква состојба да си заминат од болница. И не е тоа бушење звучи страшно, не е самото снимање не е бушење. Како што појаснивте, целата процедура и трае релативно кратко. Кратко и е апсолутно безболна, зборуваме за една локална анестезија, 1-2 кубика локално, што не е никаква болка. Тука ќе го завршиме контактниот дел од емисијата, за да можеме да проговориме за животот со стент, бидејќи споменавте, оние пациенти кои што ќе имаат граден стент, треба да знаат дека ќе мора да воведат одредени промени во животот и да бидат дисциплинирани. Каква терапија им се препорачува? Колкаво треба да биде нивото на мастите во крвта? Мора ли да примат статини? Да. Кога ќе се докаже атеросклероза, кога ќе се стави стент, започнува еден период, се вика секундарна превенција. Примарната превенција е да не дојдеме до болест на крвните садови, да не дојдеме до стентирање. Кога веќе болеста постои, започнува секундарната превенција, а тоа значи дека сите ризик фактори кои медицината ги знае, треба да бидат добро регулирани, особено оние најголеми и најзначајни. Тоа е крвниот притисок да биде просекот, зборувам, помеѓу 120 до 130,
односно под 80 малиот. Шекерот, гликемијата, шекерот во крвта да биде под 6,5 или 6, зависно од лабораторијата. Меѓутоа, сакам да кажам да биде шекер вредност во граници на нормала. За мастите, веќе кардиологијата бара и има едно правило, колку пониско, толку подобро. Така да луѓе кои имаат докажана атеросклероза, кои имаат стент, треба да имаат ЛДЛ холестерол под 1,4. Тоа значи под нормалната вредност? Тоа е далеку под нормалната вредност, тоа е релативно ниска вредност која па и тешко се постигнува кај еден дел од пациентите и бара висока доза пред се на статини или комбинација на статини со друг лек. Некако од сите лекови статините, дали заради упатството, заради некои некако несакани... се најозогласени. Да, најозогласени пациентите најчесто се откажуваат од нив, а реално е тоа е лекот што на некој начин ги прави крвните садови млади. Инаку и тоа 1,4 не е нешто ниско, затоа што кога ние сме се родиле, нашиот ЛДЛ холестерол бил 0,6. Така да нека не се плаша дека... Е тоа прениско. Да, дека прекинав затоа што испод нормала сум. Не е така. Ке треба ли да примат некакви лекови против коагулација на крвта? Бидејќи ве слушнавме, некои земале аспирин, така. Некои други лекови. Првите 6 до 12 месеци се зима двојна антитромботична терапија. Значи, ние во артериите проблем ни е тромбозата. И тоа се најчесто клопидогрелот, аспиринот. Односно, сега веќе има и нови генерации на прасугрел, на антитромботична терапија. Тие се зимаат 6 до 12 месеци, после тоа се продолжува само со еден лек, најчесто е со аспиринот. И доживотно ќе треба да се зема таа терапија? Да. А доколку некој пациент има повеќе стентови? Може таа двојна антитромботична терапија да ја зема и подолго. Од 1 година, имаме и 2 и 3 години. Кардиологијата има студии кои докажале дека долготрајното земање на двојна терапија дава подобри резултати. Меѓутоа е тука повторно балансот меѓу крварењето ризикот и ризикот и користа за срцето. Значи секогаш се прави таква една проценка. Секогаш нели, мора да има баланс. А дали лицата со вграден стент може да имаат нормална физичка активност? Дали би им препорачувале да речеме спортување? Значи спортувањето после станува и задолжително. Не зборувам за екстремни спортови. Степенот на физичка активност на оптоварување зависи каква е состојбата на срцевиот мускул. Ако зборуваме за срце кое е со нормална големина, срцев мускул кое е со нормална пумпна јачина, во тој случај се инсистира на физичка активност и тоа најмалку 150 минути неделно, активност која ќе го качи пулсот да биде 110, 120, малце да се задишите, да се испотите. Ја стално им повторам да не биде тоа одење како по излози нога пред нога, туку стварно да биде напор. Да се забрза значи, срцевата физичката работа. активност е задолжителна. Задолжителна. Затоа што физичката активност е основа за добра регулација на шекер, за добра регулација на крвен притисок, за превенција на повторен настан. Значи не е само да ги препишеме лековите, секогаш прво е она што е лајфстайл, што е квалитет на живот или животни навики. А би можело ли да се применува некоја спортска активност која што е поврзана со кривање на тежина и слично? Да, ама повторно нели сите оние екстреми нема потреба да се знаат пациентите да се докажуваат пред себе, пред семејството дека ете ништо не име, нема потреба. Меѓутоа да, и тие вежби на дигање тежини, на плюс она што е кардиолошка вежба, тоа е фитнес. Нели? Колку време по стентирањето пациентите може да се вратат на работа? Се зависи дали е тоа бил примен заради акутен инфаркт или е закажан случај за коронарографија. Зависи бројот на стентови, местото на стентови. Меѓутоа, од, да кажам, 7 дена до 1 месец е препораката, нели, да... И зависи од професијата. Колку често правите вакви интервенции, стентирања на Универзитетската клиника за кардиологија?
Чести ли се? И кои возрастни групи обично се применуваат? Како центар сме еден од најголемите на Балканот по волумен. Тоа би значило негде, сега после ковидот малку нели тие бројки се измеша, меѓутоа реално 5000 пациенти поминуваат низ ангиосалите и мислам дека околу 3500 до 4000 стентови се поставуваат годишно. Значи, исклучително често. Да, па денеска мислам дека 24 се пациенти на список. Веројатно, сигурно, најмалку 10 до 15 стента ќе се стават. Во текот на ноќта ќе има и акутни инфаркти. Денеска имаме плюс една работилница, каде што веќе се обидуваме и некои други техники покрај стентирањето да воведеме. Веќе неколку случаи денеска направивме, така да... Каква техниката може ли сосема накратко? Па сад, нели, до сега беше да се стави стент, сега веќе има техники да, ако може да го одложиме ставањето на стентот, значи посебни балони кои ќе отворат артеријата и ќе остават отворена, да избегнеме или да го одложиме ставањето на стентот. И повторно балони кои се обложени со лекови, како што се овие стентови, така да денеска ни е тоа на програмата. Медицината оди напред, се развива, постојано има некои новитети кои што придонесуваат во подобрувањето на здравјето и лекувањето на болести кои што порано беа смртоносни. Така, особено во интервентната кардиологија, развојот е не на 10 години, туку развојот е од година на година. Веќе коронарното стентирање е надмината, нели? Се работи сегде, сега се веќе структурни процедури, да пациентот веќе не оди на операција на аортна валвула, како што ставаме стент, ставаме и аортна валвула. Еве утре имаме 3 пациенти, а веќе се почнува и на другите валвули, така да целта е со интервентни методи да се решаваат срцевите заболувања. Докторе, јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување, за убавото и сликовито представување на стентирањето, што е тоа стент, на вистина беше убаво да видиме, дека едно толку мало цевче може да доведе до толку голема промена и да спаси живот. Да, и подобро вака да ги покажуваме отколку да ги имаме во себе, така да повторно превенцијата да внимаваме всушност на животните навики. Со животните навики би можеле да ја одложиме атеросклерозата, со тој го започнавме всушност разговорот. Еден дел и нема да добијат стент, а еден дел веројатно ќе одложат за 10-20 години, што сепак е плюс. Значи да внимаваме што јадеме. Значи цигари нула. Цигари нула. Да, не овие биле вако филтер имале, не знам. Утре имаме емисија за електронски цигари за нивната штетност. Дури ни електронски цигари не советувате, така? Нула. Нула. Јас сум непушач, мене ми е многу лесно да кажам оставете ги цигарите. Верувам дека тоа е зависност и е тешко. Меѓутоа цигари нула, оптимална телесна тежина, редовна, континуирана физичка активност, па ќе кажам 150 минути неделно, убава физичка активност со замор, малце испотување и контрола на сите ризик фактори. Мислам дека едно мерење притисок во месец-два правилно, дека не е никаков товар, мерење на шеќер во крвта, на мастите, дека стварно толку имаме време. За толку имаме време, точно. Сите ги знаеме препораките, само треба да се мотивираме да ги применуваме секојдневно. Ја стално повторувам, имав пациент кога живее во Хрватска работев, викаше знам ја то, ал не применјувам. Впрочем, тоа е практика кај сите нас. Значи тоа да го промениме, за старт да превенираме. Докторе, многу ви благодарам уште еднаш за гостувањето. Благодарам и вас. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Повторно научивме нешто ново поврзано со нашето здравје. Ви посакувам да имате пријатен ден.